На денешен ден во 1632 година роден е холандскиот природонаучник Антони ван Левенхук, кој иако бил книжар се посветил на микробиолошки истражувања. Конструирал околу 400 микроскопи и објавил истражувања за крвните садови, структурата на коските, мускулите, еритроцитите и сперматозоидите. На денешен ден во 1697 година австрискиот фелдмаршал Еуген Савојски со околу 8500 војници продрал по долината на реката Босна и го запалил Сараево. На овој датум во 1795 година Русија, Австрија и Прусија ја поделиле територијата на Полска. На овој датум во 1857 година во Шефилд, Англија, бил формиран фудбалскиот клуб Шефилд, најстариот фудбалски клуб во светот. На овој ден во 1912 година со победата на првата српска армија под команда на Александар Караѓорѓевиќ над турската вардарска армија на Зеки Паша завршила дводневната Кумановска битка, клучна во првата Балканска војна. На денешен ден во 1914 година роден е Джонас Едвард Салк, американски микробиолог, кој во 1955 година ја открил вакцината против детска парализа. Спасил милиони деца низ светот. На овој датум во 1915 година роден е Тито Гоби, италијански оперски пеач баритон. Настапувал на сите светски оперски сцени и оставил репертоар од над 100 улоги. На денешен ден во 1918 година со распаѓањето на Аустро-Унгарија, царот Карло побарал интервенција од Ватикан за прекин на војната, но безуспешно. Централните сили биле натерани на безусловна капитулација. На денешен ден во 1945 година стапила во сила повелбата на Организацијата на Обединетите нации. Тој ден се слави како Ден на Организацијата на Обединетите нации. Македонија станала раноправен член на Организацијата на Обединетите нации на 8 април 1993 година. На овој датум во 1945 година во Осло бил стрелан Виткун Квислинг, водач на норвешките нацисти и председател на марионетската влада, чие име стана символ на предаство. На денешен ден во 1948 година починал австрискиот композитор Франц Лехар, најзначаен престаник на Виенската опера во првата половина на 20 век. Делата вклучуваат Веселата вдовица и Грофот од Луксембург. На овој датум во 1957 година починал францускиот модел креатор Кристијан Диор, еден од главните модни диктатори по Втората светска војна. На денешен ден во 1964 година британската колонија Северна Родезија се избори за независна држава под името Република Замбија со прв председател Кенет Каунда. На овој датум во 1974 година починал рускиот виолинист и диригент Давид Фјордовиќ Ојстрах, еден од најголемите мајстори на виолина во 20 век. На овој датум во 1997 година нуркачите го пронашле американскиот брод со 2000 тони сребро испратени од Рузвелт на Сталин во 1944 година, кој бил потонат од германски подморници. На денешен ден во 2014 година директорот на Google Ален Јустас скокнал од работ на Вселената и го пробил звучниот зид од височина од речиси 42 километри, поставувајќи нов светски рекорд.